Даниел, ти благодарам, ке те очекуваме со најнови информации. Александар Спасовски го имаме во живо од Кучани, каде пред малку заврши пресконференцијата на државниот јавен обвинител. Александар, што беше ново од она што можеше да го слушнеш од државниот обвинител во однос на истрагата, но и ти си таму во текот на целиот ден денеска и вчера. Која е одбраната на оние лица кои што се приведуваат во јавното обвинителство и во полициската станица во Кучани? Да, прво она што е ново е тоа што веќе не се 8 лица кои што се осомничени, бројката веќе скокна на 14, а обвинителот Лјупчо Коцевски не исклучи можноста таа значително да порасне, имајќи предвид дека обвинителството се уште прави обемни акции и истражува прилично на повеќе локации, места и во повеќе правци. Според информациите кои што ги соопшти државниот јавен обвинител Коцевски и на некој начин потврди, имаме потврда дека се бара краткотраен притвор за екс-министерот за економија Крешник Бектеши. Тоа е една нова информација и тоа и дека градоначалникот на Кочани Папазов во моментов се наоѓа во основното јавно обвинителство каде што дава исказ, меѓутоа обвинителот Коцевски не сакаше да излезе со информации дали тој ќе биде дел од оние лица кои што ќе бидат осомничени во овој момент се уште предистражна постапка. Потврди дека за неколку лица веќе е донесена одлука за краткотраен притвор, меѓутоа до овој момент рече дека не располага со точната бројка колку одлуки се донесени. Исто така не сакаше да открие колкумина од осомничените ќе бидат приведувани овде во Кочани, колкумина се веќе приведени во Скопје. Рече дека нема да изнесува информации за овие прашања за да ја заштити истрагата која, како што рече, се уште е во тек. Спомна дека ќе се одговара за неколку кривични дела, меѓу кои и тешки дела против општата сигурност, за кое што минималната затворска казна е 3 години, а нема максимум, што значи дека доколку се прогласи некој за одговорен за ова кривично дело би можел да добие и 20 години затвор. Покрај тоа ќе се поднесе веројатно и кривична пријава за незаконско употребување на пиротехника. Уште серија кривични дела ќе бидат ставени на товар. Направени се серија претреси на повеќе локации според информациите кои што беа објавени, обезбедени се повеќе компјутери од Министерството за економија, ангажирани се вештаци од македонски образовни институции, побарана е документација од трудовиот и пазарниот инспекторат, побарано е инспекцискиот совет да изврши дополнителна инспекција на сите инспекциски служби за да провери како се постапувало со вакви и со слични случаи во изминатите, како што кажа јавниот обвинител, 10 на 15 години. Од рано утрово овде во Основниот суд во Кочани се носат оние лица кои што се уште се водат како осомничени. Успеавме да снимиме, па дури да добиеме изјава од дел од нив, предлагам да ги погледнеме. Се чувствувате ли виновен? Не. Каква беше вашата улога? Зашто ве сомничат? Не знам. Дали се чувствувате виновен? Бе случајно таму видат патрола, да си се чудото што се спасивме доста луѓе преку шуки се луѓе спасивме, ако случи суда дека сме фирме нека да спорт.
Сад си морам да кажам дека додека се случуваше спроведувањето на осомничените пред судот во Кочани, беа присутни нивни пријатели и роднини. Дел од нив тврдат дека за поголемиот дел од оние лица кои што се водат како осомничени, а биле дел од агенции за обезбедување, тие тврдат дека не се виновни. Според нивните тврдења, дел од луѓето кои што се овде осомничени наводно биле ангажирани како обезбедување во други локали кои што се наоѓале во близина на дискотеката и кога виделе дека има пожар, притрчале да помогнат. Меѓутоа морам да кажам дека ова се ставови на семејствата на осомничените и нема начин да бидат потврдени. Александар, ти благодарам.